Во гимназијата Љупчо Сантов, успехот во првото полугодие во учебната 2018-2019 година генерално е подобар во споредба со изминатите години. Подобрување има и на поведението кое учениците од година во година го поправаат. Се помалку и бегаат од часови, зашто покажува намалениот број изостаноци, истакнаа од училиштето. Официјално 23 декември е одбележан како почеток на второто полугодие за сите ученици, а воедно и започнување на нормалниот тек на воспитно-образовната работа за сите училишта. Она кое што е поврзано со активностите на учениците од претходните 3 месеци или првото полугодие во однос на успехот, поведението и изостаноците е направено преку изготвување на статистички наративен извештај кој што говори за зголемен успех на учениците во однос на другите години и секако една блага нијанса на пат на изостаноците. Се одржуваат редовни родителски средби за кое што нешто се известени, а нормални наставниот кадар. Се одржуваат чести средби со родителите преку воредни и редовни родителски средби, за кои што се информираат за успехот на учениците, за поведението и за редовноста во наставата, кое што секако е еден поттик учениците да имаат, односно да покажуваат подобри резултати. Редовните советувања на родителите се од страна на психолошко-педагошката служба, кои што се одвиваат редовно и секако дека во тој контекст имаме подобрени резултати и нормално соработката со родителите е на повисоко ниво. Во средното училиште Гошовиќ Антиев пак, успехот на учениците стагнира и е ист со претходните години, додека поведението е подобро, а изостаноците и оправдани и неоправдани се во помал број, покажуваат извештаите. Полугодишниот извештај на учениците во 2017-2018 година, споредбено со 2018-2019 учебна година, врз основа на изостаноците ни се намалени, што покажува подобрување. Во однос на поведението ни е подобро за разлика од претходната учебна година, додека пак успехот ни е приближно исто. Сето тоа значи дека разговорите кои што ги водиме ние педагошко-психолошката служба со родителите и со учениците, значи има големо подобрување и влијание кај учениците и кај самите родители. Добрите резултати се должат на применувањето на методи за решавање на проблемот со големиот број изостаноци, кој што беше случај во претходните години, така што советувањето на родителите, чии ученици имаат единици, што не се дисциплинирани и што отсуствуваат од настава подолг период, даваат резултати. Педагошката служба во училиштата ги свикува родителите на проблематичните деца, ако се однесува на успехот, поведението или на отсуството на учениците и заеднички работат на подобрување на постоечкиот проблем. Тоа значи дека родителските школи даваат резултати и засега функционираат задоволително.